студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Стефан Цветановски, теолог и редовен професор во Средното богословско училиште Свети Климент Охридски Скопје, Владимир Тодоровски, нутриционист, и Ѓорѓе Васиќ, познат како Джина Папас Џокси. Останете со нас до 11 часот. Така, останата со нас се до 11 часот и уште еднаш што ве поздравам сите вас кои сега се вклучувате на канал 5 Здраво Македонија. Добро утро на Велики четврток. Одлични гости, одлични теми ова утро, но за почеток да се поздравам Цеца. Цеца, добро утро. Бистрче, добро утро, ќе речем за малку Верче. Од навика постојано некако сум со Верче, да, добро утро, поздрав од тебе, вака пред гледачите и пред камерите, почитувани се разбира да ве поздравам и вас. Верувам дека уживате овој велики четврток со Здраво Македонија и со сите содржини кои што Бистера ви ги представува уште од 640 пат, а ги сработивме сите заедно. Верувам дека убаво се дружевте и со Роберт, искоментиравте оно што се разбира што ви лежи на душа, што се вели на темата која што тој ја отвори. Утринава станавте рано и вапцавте јајца, овој четврток ви почна малку поинаку. Се надевам дека владее хармонија во вашите домови. Ви посакувам да имате мир, се разбира здравје, радост, среќа, да сте добри, здрави и се разбира да следите Здраво Македонија. А ние ќе се потрудиме во тој дух да продолжи емисијата денеска. Убаво кажано, Цеца. Одлично кажано, ги поздравуваме гледачите да си останат со нас на овој убав ден. Споменавме Велики четврток. Така е. И на Велики четврток велиме добро утро за Ѓорѓе Васиќ или Джина Папас Џокси. Джина Папас Џокси, подобро, ова не си го знам друго. Јас викам зарем Ѓорѓе Васиќ. Ѓорѓе Васиќ или Џокси. Великден не може да помине без Џокси. Падно. Колку години наназад Великден не може да помине без Џокси? Песнава едно 36 години, да кажеме додека она зима замав, па може би едно 25 години дека е она мое обележје. Значи, што вела сите, нели, не може Великден без на Великден на Џокси и така. Да. Значи, треба сепак време некој да созрее, народот да ја прифати и она да химна. биде се општо. Да би Сега веќе е химна вело. Сега веќе да, сите ја велат дека тоа меѓутоа не е црковна, него е, да кажеме, ова поблиска е до народот отколку ли до црквата. Да. Така. Затоа што црквата веќе си има свои други размислувања, односно филозофија во однос на други пења, Песна како и други песни кои што има така за празници кои што се направени. Да. Така. Добро ни дојде Џокси. Добро ве нашол. Така. Да си ги поздравиме гостите и ќе зборуваме и за Великден и за песната. Добро утро велам и до професор Стефан Цветковски, теолог и редовен професор во Средното богословско училиште Свети Климент Охридски Скопје. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов, фала ви на поканата и за можноста да поразговараме за значењето на Великден и за оние секако настани периодот што претходи, што ние моментално го почнуваме со Великиот четврток, Велики петок, Велика сабота и секако и по Воскресението Христово Великден со оние настани што следат понатаму. Се до Вознесението и така. Ви благодарам на поканата. Така, во текот на емисијата ќе зборуваме за значењето на празниците. Владимир Тодоровски, дипломиран нутриционист, може би за прв пат во студиото. Ние сме биле кај тебе, но Точно, ќе готвиме ова утро. Ќе готвиме секако. Добро утро и вас и на гледачите. И фала ви сепак за поканата и доста актуелна тема моментално за која што зборувам, нели постната храна како треба да влие позитивно врз нашето здравје, па подетално натаму ќе зборуваме сега во емисијата. Така, ќе да знаеме секако за постот и за постната храна, како што спомен. Цеца, интересни теми ќе имаме утре. Интересни, јас секогаш сум загрижена дали имаме доволно време. И јас. Особено затоа што ќе одите и во кујна да готвите, ама да си почнеме ние се разбира со Џокси. Дајте на побрзо за да имаме време за готвење. Што правите вие? Што донесете? Ја сега ќе ти кажам. Значи, Прво тоа ни е. оваа недела ми е фул недела што се однесува до гостување по телевизија, по радија и не знам што. За да не се повторувам во одредени изрази, значи мора ова вака да си го земам како подсетник, за да кажам, ете, на првото прашање како се роди идејата за Великден и така тоа. Така, значи само е само подсетник, ништо друго. Подсетник. Добро, јас реков ќе извадите некоја презентација сега, не знам. Па презентација. Презентација за него, за вас. Презентација за Џокси. Џокси споменавме црквата. Ајде некако да се надоврзаме со одбележувањето на 130 години од храмот Свети Великомаченик Димитрий Скопје.
направивте една нова верзија на Великден сум се заљубил, акапела, со хор од Канада. Да споменеме како дојде до целата таа соработка, а ќе имаат и гледачите прилика да ја слушнат и да го видат спотот некаде околу 10:30 часот. Па, вака, со отец Жарко од храмот Свети Димитрија во Скопје. Веќе подолго време разговараме на таа тема како би можеле да ја привлечеме публика, не публика, како да го граѓаните, народот, да го привлечеме до повторно да се јави. Влезат во храмовите. Да, да влезе во конкретно во Свети Димитрија. И меѓутоа не на овај црковен начин, туку некако преку музика. Преку музика. И нормално вика дали може вика Великденот да го искористиме за тоа. Викам зошто да не. И сега доаѓаме до Канада. Значи таму имаме наш човек, Томче Бојаджински, кој покрај сите други работи што ги работи и продуцира одредени песни. Меѓутоа тие песни се претежно изворни, кои ги преработува и ги објавува на неговиот YouTube канал. Тој па сакаше од мене дозвола за да му дадам за да ја преработи на Великден. Па викам, важи, викам, нема проблем. Земја, меѓутоа кога увидов тој што све работи, мене ми дојде на идеја една постара моја идеја за да дојде до реализација. Значи, побарав од него дали би можел он со некој хор во хорска изведа за да направи песната. Хорот што го слушаме, тоа е значи изнајмени, студиски музичари се во прашање, на кои им се доставени партитури и така имат одпеано. Нормално тоа се канаѓани. Користени се и некои други технички средства за да може да се прочистат нивните гласови и така дојдовме до таа финална верзија. Кога го посетив Жарко и му ја пуштив песната и само тој рече: "Вау. Дали може да го вклучиме ова во 130 години од изградбата на храмот?" Да. И тоа беше тоа. Секако така може. Ме праша што треба, ништо, викам, само треба да влезам со во храмот за да снимиме одредени делови од црквата и Саше Доковски мислам извади феноменални кадри и не ни беше многу тешко со кад продукција да дојдеме до ова финално решение. Одлично звучи. Да, ќе го чуеме и подоцна, односно и ќе го видиме и ќе видите од прилика, да, вие што сте чуле, знаете зашто станува збор, меѓутоа сите оние ваши гледачи кои немале можност да го видат, ќе можат да го видат тоа нешто подоцна. Така. Каков беше предизвикот да се направи акапела верзија од оваа песна? Знаеш, многу е полесно, тука веќе немаш користење техника. Значи, тука имаш чист глас. Да, емоција. И да, и емоциите се многу поизразени. Да. Меѓутоа, со чистиот глас нема играње, тоа е тоа. Да. Значи, има ежење. Значи, ако чистиот глас произлезе од душата, а мора да произлезе за да се долови песната. Тоа е она, да кажеме, што највеќе ме предизвика за да го направиме ова као финален производ. Да, убаво спомена Джукси, ќе видат и ќе слушнат гледачите некаде околу 10:30 часот, а ние да се префрлиме на Велики четврток, Цеца. Може да со професор Светановски малку повеќе да објасниме што символизира Велики четврток во православната традиција. Да. Велики четврток има секако огромно значење за православните христијани. Од причина што секако не можеме да го одвоиме самостојно Велики четврток, туку тоа е еден континуитет на богослуженија кои се случуваат во текот на оваа страдална страстна седмица. Сега да не се збуниме и гледачите, страстна буквално самиот збор доаѓа од црковно-славенскиот коренот е таму, страст на црковно-славенскиот страдање. И затоа ние нарекуваме страдална седмица, односно подготвителна седмица во која ние ги активно, действително ги сме дел, учествуваме во настаните кои се поврзани
со последните денови од Христовиот живот, кои секако завршуваат со неговото распетие, смртта и на крај воскресението. Сега во однос на Велики четврток, ние денеска празнуваме неколку, односно се испомнуваме за неколку настани кои се спомнети во Евангелијата. А секако тука е таинството на таинствата, она светата тајна вечера, на која Христос го прекршува лебот и тоа се неговите зборови кои ги кажува, правете го во мој спомен. И затоа ние постојано, односно Воскресение, Великден, ние всушност го славиме секоја недела. Секоја недела агнецот Христос доброволно се принесува на жртвеникот и токму следејќи ги зборовите, правете го во мој спомен. Исто така во овој ден го славиме, односно си спомнуваме за миењето на нозете на Господ Исус Христос на апостолите. Тоа значи дека Христос со својот пример покажува дека оној што всушност е прв треба да служи најмногу и тоа го покажува со пример. И секако се спомнуваме за предавството на Јуда, кој веднаш по тајната вечера се упатува кај првосвештениците, кај судот еврејски, каде што нели го продава за 30 сребреници. Цената е 30 сребреника тогаш многу ниска, тоа било всушност цената за еден роб, така што Христос е продаден за таа цена. И секако се спомнуваме за Гециманската гора, односно молитвата на Господ Христос, каде што он го замолува Отецот да го одмине чашата, односно всушност и ни го остава рецептот за понатаму како христијаните да се соочуваат со секојдневните страданија и потешкоти во животот, со зборовите нека биде Господи твојата волја, не мојата, и нели доколку може да ме одмине оваа чаша на гневот. Така што претпоставам веќе голем дел од православните христијани станале рано наутро, бладисувале, односно вапцале јајца, како што кажуваме. Во следното прашање, зашто тоа токму се прави на Велики четврток и што символизира црвеното јајце. Така. Овој од денеска нели почнуваме, односно овој период на фарбање на јајца, секако тоа не е само денес, туку трае нели целиот овој период може да се фарбаат јајца, со тоа што само после Воскресението Христово Великден тогаш ги кршиме, бидејќи символиката е дека моментално се уште ние го поминуваме овој страдален период каде што јајцето како символика на гробот е се уште затворено и не е скршено, бидејќи символиката на црвеното јајце е токму тоа. Црвеното јајце, односно црвената боја е символ за мачеништво, страдање, за крв и всушност нели на Великден ние го кршиме бидејќи гробот е исто така символика за смртта, а воскресението е победа и надминување на смртта, односно по воскресението смртта ја губи силата. Така што ние после тоа со символично кога ги кршиме јајцата, тоа значи дека го представуваме, го кажуваме новиот живот го представуваме со зборовите Христос воскреса. И затоа многу интересно бидејќи кај нас има нели обично верување дека тој што неговото јајце ќе издржи најмногу, дека тој е победник, но јас би го кажал спротивното, дека напротив тој што прв ќе го скрши јајцето, тој навистина го навестува прв од меѓу другите дека Христос воскресна. Еве гробот е разрушен, гробот не можеше да го задржи Христос и бодилото на смртта повеќе нема влијание. Така што тој што навистина прв ќе му се скрши јајцето, тој би бил победник според таа логика на ништото. Значи обратно. Обратно. Дефинитивно, се бориме нели да не издржи јајцето. Секако, да. Не ве прашавме дали вапцавте јајца утрово, Владимир? Јас уште не, може да сум за карање малце, ама не. Добро се спремаше за емисија. Да, се спремав за емисија, точно така. И тоа го прави најчесто мајка ми, оставам таа традиција мајка ми. Ставам дамите во домот се одговорни за тоа. Да, али освен кај Джокси сега ќе ни кажете. Што? Вапсани се ке мене осабајле, меѓутоа ја не знам дали тоа има пак некое значење тие 3 јајца. Па не, мислам тоа ставено на сепак на нешто. Така, не е нешто нема некакво нели? значење, бидејќи овие денови може да се фарбаат јајца, не мора да бидат нели конкретно во определено време, во определен час.
Но поради тоа што обичајот традицијата е таква кај нас, сосема е во ред. Сепак и нема никаков проблем, се дори кажуваме Христос воскреси, го правиме тоа во таа смисла, мислам дека нема никаков проблем. И дури во било која друга боја да биде, но сепак црвената има посебна символика, но мислам во ред. Ако наистина мислиме кога кажуваме Христос воскреса, тогаш нема никаков проблем. Мене ми е многу жал што не ги запомнив зборовите на баба ми. Затоа што таа на сабајле ништо со јајцето нешто по лице и кажува Црвено, нешто, шарено. не некој од братовчедите да прашам што било тоа? Црвено-бело е, мислам. Нешто Да. околувина и 3 пати да ме треба. Па белата боја е нели символика за новиот живот, за новото раѓање, за светлината, така што ете од црвената боја која е крв мачеништво кон белата боја која е символ за новиот живот, за новото раѓање и новиот човек. Така. Да се профилиме малку и на храната. Да слушаме од нутриционистички аспект кога е постот во прашање што всушност опфаќа Владимир здрав нутриционистички пост. Значи самиот пост, како што знаеме, не исклучува голем дел на категоријот храна, односно кога постиме внесуваме храна само од растително потекло, немаме од животинско, поточно месо, јајца, млечни производи. Сега да бидам искрен, и јас како нутриционист, кој што имам познавање, тешко да се изведи избалансирана чинија за време на постот. Бидејќи, како што кажа, сме многу ограничени со храна. Што ни означува, треба секогаш може да сме малце досадни, ние нутриционистите треба да се внимава на внесот на протеини, каков вид на шеќери, колку масти, па нели сега имаме и во постот некако што постат без масло, тие 6 недели, па секој петок постат само на вода и тие моменти мора да бидат луѓето предпазливи, бидејќи може да дојде до одредени екстремности, особено ако правиме муабет, ако е диабетичар, трудница или некој со хронични болести, значи лично јас би рекол подобро е да се внимава да не постат, отколку да навлезат во постот и да си направат поголем ризик. Сега, што значи, пак ќе се навратам здраво постење, бидејќи сме ограничени со намирниците, од растително потекло само конзумираме, најмногу јас би рекол треба да внимаваме да внесуваме најмногу мешунки. Бидејќи мешунките се тие единствени кои што во време на постот можат да не задржат со внесот на протеини. За некои што не знаат, може да објасниме. Грашок, леќа, наут, сите тие мешунки, затоа што се богати со протеини, бидејќи најчесто ние сме навикнати кога постиме и во секојдневието луѓето гледаат многу постни пецива, да речам, кифлички, кога ќе одиме во редена пекара, сите одиме на работа од сабајле и многу не е најлесно да одиме во маркет или во пекара која што автоматизам пишува постно и многу често го поврзуваат постното со здраво. Бидејќи за време на постењето луѓето викаат правам детокс, се прочистувам, ама тоа е повеќе духовно, не е дигестивно или биолошко прочистување. Затоа што самиот организам си има, да речам, джигер, кој што и бубрези, кои што го прават тоа. И пак ќе се навратам, треба да тешко е, не е толку лесно, за да направиме убава избалансирана чинија, во време на постот најмногу треба да обрнеме внимание на тие мешунки кои што ги кажав, бидејќи другиот дел од храната, кој што се брашната и шеќерите, многу лесно можеме внесеме многу калории, а потоа по автоматизам и многу шеќер, а шеќерот действува лошо врз нас. Оно прашање кое што сите го поставуваме овој период, а мислам директно насочено за тебе, колку јајца е препорачливо да изедеме за Велик? Добро прашање, да. Јајцата сами како јајца се многу квалитетен производ и јас лично чист извор на протеини ги препорачувам. Сега за Великден, јас можам да кажам и еден од поздравите празници и пости, бидејќи имаме на крај внесување на многу јајца, треба да внимаваме на жолчките. Кога станува збор за белките, може да се изедат и повеќе од 4-5, да речам, зависи нормално од личноста, тежината, возраста и здравствениот статус, особено ако имаат покачен холестерол и триглицериди во крвта. Не би препорачал да внесуваат повеќе од 3 јајца, 4. Ако станува збор за здрава индивидуа, особено ако спортува, белките ги препорачам, бидејќи тоа ни е најчист извор на протеини, квалитетен. Можам да кажам дека биолошката вредност му е скоро 100. Тоа значи дека колку грама протеин ќе внесеме од белка од јајце,
толку нашиот организам ќе успее да абсорбира. Бидејќи не од секоја намирница организмот успева да ги абсорбира во тенкото црево протеините кои што се во намирниците. Па затоа белката е еден од поквалитетните протеини. Им препорачувам да не ги внесуваат само чисти, туку да ги скомбинираат во салата. Мимоза да. Таа е доста актуелна за Великден, или бидејќи правиме многу голем број на јајца и да се потрошат истите и да внимаваат исто бидејќи знаат и лесно да се расипат јајцата. И сега тоа сакав да прашам бидејќи нели се кршиме со јајца, со секој што ќе ни дојде на гости, тоа е традицијата, сега не може да го избегнеме тоа, ама колку време може да стои јајцето и претпоставам дека се става во фрижидер. Да, во фрижидер да го чуваат, да не го чуваат на собна температура или на топло. Самото јајце си има значи ензими кои што се бори против одредени бактериски инфекции, ама веќе кога е сварено, тие ензими се нарушуваат и ги нема тие функции. Па така да јас би рекол до 2 до 3 дена максимум после тоа веќе да избегнуваат и да избегнуваат ако е нешто сомнително јајцето мириса чудно да го фрлаат. Значи да. Тоа е првиот показател дека нешто да. не вари. И тука е малку специфично затоа што кога ги вапсаме јајцата нели знаат и преку лушпата да примат самата белка да прими и боја, па особено во тој момент ако им мириса чудно или ако е чудна структурата, обавезно да фрлаат, па макар бојата сега може да делува како заштита за таа инфекција јајцето кој што доживеала. Ама подобро. Секогаш е случај. Да, не сакам да кажам треба се фрли храна, многу сум против фрлање на храна, ама ако е расипана апсолутно треба да се фрли, да. Во тој случај треба. Во совет им дадовте и на гледачите и на нас да знаеме како се чува правилно јајцето скршено и дали треба или не треба да се одлични совети. Џокси, да се вратиме. Едно 36 години. Чај да имам, кај сме? Ама ти не ги гледај прашањата, Ја не ги гледам, не. Ти спонтано. Спонтано, што ми доаѓа. Ајде, кај сме? 36 години кажа дека веќе постои на Великден, сум се заљубил. И сега си се заљубил на Великден. Што беше инспирацијата? А не, јас И зашто Великден како празник? Зашто не Божики? Зашто не друг празник? Нешто има поврзано во твоето семејство со Великден? Па има. Самата приказна потекнува, ајде да кажам, тоа е фамилиарна една приказка, каде што дедо праќал стројници по баба. Вашиот дедо? Мојот дедо Димитрија. Добро. И Димитрија како црква. Како црква. И 2-3 пати бил одбиван Добро. од мојот прадедо. Баба била многу важна. И приказката е таму, затоа што, знаеш, она кој ќе одиш кај баба на гости, се ти е дозволено. Може да правиш што сакаш. Да. Да јадеш што сакаш. И баба е цело време насмеана. Во едни такви моменти јас сакав малку да ја чепнам баба, не како било тоа со дедо. Кој ќе почне да се насме, кој ќе почне да се смее, дедо ти ова, дедо ти ова. И така дојдов до таа приказна. Секогаш интересни приказни. Да. И така дојдов до таа приказна, која ете поврзани со уште некои мои други слики од животот и дојдене до таа песна. Јас пак ќе кажам, песната ја направив во 20 секунди. 3 строфи излегоа туку така. Да, ти си кантавтор. Кантавтор, да. Кантавтор. Кантавтор. Разбираш? И во еден момент се укочив, не можам и толку. Ниту после тоа, ниту за време на снимањето на песната, уопште не сум се ни обидел за да направам нешто друго. Тоа е тоа. Кочница. И колку време стоеше така? Па, Колку великдени? не, мислиш до реализација на До песната? реализација на целата песна, велиш остана така. Дали беше 40 на дена? Па добро, малку. Не Да, дочекам. јас мислам години помина. Не, 40 на дена кога Тоше ми се јави. Да, Тоше Попсимонов. Тоше Попсимонов, вика, брат, вика, јас сум на Крит, ако можеш, вика, дојди. И нормално пали авионот. Стасав таму, ги најдов во една посебна атмосфера. Кога им му ја отпеав песната, вика батали другите песни, ова ја правиме. Ова сега едно мало посетување, затоа што
тие денови лани пред Великден Тоше и не напуште. Така е на 19 април годишнина. Да, ова е веќе некако годишнина од неговото заменување, ете вреди и него да го спомнеме, затоа што внимавајте, без таа негова духовна енергија, без неговото сваќање за јачината на текстот и таа музика што му ја дадов, он го направи тој прекрасен аранжман, за кој ден денес како ќе дојде до преработка на песната и сите велат, ама знаете што, оригинал си оригинал. Секогаш е така. Да. Оригинал. И сега велам на овие две верзии што испадна овие месец дена, да, тоа е се убаво, тоа е се добро, меѓутоа оригинал си оригинал. Така, да. Се навикнуваме на прво нешто што ќе слушнеме. Се навикнуваме. Ама и после толку години некако можеби е очекувано дека треба да се направи некаков тип на преработки, особено што навистина песната постојано актуелна и се пее во сите училишта, на сите приредби, на сите представи, сите дечиња ја знаат и некако не е лошо да се направи преработка. Да се оживее, нели, повторно. Знаете како? Имаме пек со македонското радио, затоа што оригиналот ми го избриша. Ова верзија што ја слушате од мене као оригинална, таа е симнувана од касета. И има одредени шумови, и нема она продукција што ја има оригиналот. Ранко Бубамара, после толку време, Џока вика дај да земеме да ја направиме преработка, затоа што ова на радио не звучи добро више. Многу е тенко. И вика, дали вика се слагаш Тоше да ја пее песната. Викам, не е проблем никаков, само да се договориме со човекот. Со Тоше бевме во контакт. Дури и се сретавме во Крушево таа година пред да загине. И као се договоривме, вика да само да се вратаме вика од Австралија и почнуваме, уствари не Австралија, од Лондон. Само да се вратам вика од Лондон и влегуваме во студио да ја реализираме песната. Меѓутоа, после Лондон му се јави Австралија и така тоа остана недовршено и ајде ќе го оставиме за наредната година. Меѓутоа, се случи тоа што се случи. И Ранко вика, дај вика да не ни пропадне идејата, да најдеме некое дете, вика да ја отпее. Кого планираш, кого мислиш? Вика Ламбе. Океј. Ламбе, нека биде Ламбе. Така што Дарко Димитров си направи прва верзија после оригиналната верзија. Иако после тоа следеа и техно верзии, да, и други обработки. Пепа Димитрова си направи многу убава верзија со Дамир Имери во аранжманска изведба и женска верзија. Тука една кратка пауза ќе направиме на салата, да направиме со Владимир. Ние кажавме дека ќе се време за готвење. Кујната. Владимир, може ние да се станеме, а со Џокси ќе продолжиме секако. Џокси, ти не остани на таа мисла. Бидејќи е велики четврток, споменавме, Владимир, дојди ти од оваа страна. Така, за да не ти пречам. Споменавме дека ќе направиме нешто посно, да видат и гледачите, и кога се мешунките во прашање, јас те прашав, нели, да им објасниме подетално на нашите гледачи. Може, ние сме наместени? Да, баш тоа што го правевме муабет пред малце, тука ќе направиме денес една свежа салата. Посен ручек? Посен ручек, да, кој што може да си го прават гледачите сега за време на постите, а воено можам да се надоврзам, истата салата може да се ја прават и во недела, да додадат јајца, бидејќи јајцата да се искористат. Сега ќе користиме тука наут или леблебија, ченка, црвен граф, домат и крставица и малку маслинки со балзамико крем. Целта на оваа салата, ќе можам да почнам со припрема, само да земам лажица една. Слободно. Има така, таму ќе најдеш лажица. Да. Целта на оваа моја салата која што сакам да ја направам е тоа што го зборував, да пробаме да направиме избалансирана чинија, односно ќе земам првин граф. Во самиот граф имаме голема доза на растителни влакна и протеини. Тоа што е интересно за гравот, покрај што има голем аминокиселински или протеински профил, богат е и со магнезиум, кој што за време на постите може да биде редуциран неговиот внес. Ставаме црвен граф. После тоа што ќе земам следно е ченка. Добро. Да, ченката ни е шеќер или јаглехидрат, кој што представува здрав шеќер, односно скроп, кој што ќе ни даде поголема ситост.
и има растителни влакна кои што ја подобруваат перисталтиката, односно варењето на самата храна. Односно, одма ќе не направат да се чувствуваме посити. Така. Ќе ставам и малце сега. Дома, опа. Стави ги сите? Да ги сечим. Сакаш уствари Да ги сечиме малце, да, естетика да му дадам на оброкот. Може. Да. Ставим малку домати за свежина. Сега тука исто така како друг извор на протеини ќе користам наутот. Наутот ни представува една од мешунките кои што е најбогат со протеини. И често знаеме да го комбинираме, нели, да направиме хумус од него, вака во салати да се јади, може да се јади и леблебијата, нели, како сушена, Да. како ужинка. Ставам малце и крставица. Може. Да, и сечем Модерни оба. времиња и мажите готват, жените гледаат. Малце се Само треба да пошегуваме. научам јајца да вапсам, тоа уште ми е слаба страна. Што да направиш летос? Јајца да вапсам. Да вапцаш јајца? Да. Па тоа е најлесниот. Ете, јас ќе те научам, ти ме на некој рецепт ќе ме научиш. Ета, Не мора да учи тоа жена веќе. джок си дофрло таму. Да имаме баланс. Да, ќе става малце маслинка. Маслинките се добри затоа што особено луѓето ако ги обожаваат за вкус, тие се богати и со здрави масти. Ќе ставиме неколку маслинки. Уште малку ќе ставам домати. Прегувам. Сакам Да. боја кога И јас најчесто гледам да внимавам оброкот да ми биде доста шарен. Поради самата естетика, препорачливо е да оброците да не бидат во различни бои, затоа што така внесуваме голема количина на витамини и минерали. Да, така та прашав и на крајот, затоа што често нутриционистите спомнуваат кога имаме на трпезата храна да биде разновидна Да. во повеќе бои. Да, ова е нашата денеска предлог салата за нашите гледачи. Исто така ќе се повторам, може да си стават јајце сега во недела во истата салата, уште ќе внесат повеќе протеини, уште ќе се по-сити. И друг предлог што би дал е може да се стави зелен микс, како зелена салата, или пак микс семиња, Јаткасти плодови, мислам. И јаткасти плодови, може да се Добро. стават како бадем, лешник, орев во салатата, може да се стават и како ленено семе, сусам, чија семе, кои што ќе дадат уште подобра нутритивна вредност на самата салата. Така, уште еднаш да те замолам да ги повториме намирниците за оние кои што малку подоцна се вклучија, па може ќе си запишат. Одлична Секако. рецепта. Да, конкретно нутритивно користевме, конкретно користевме околу 100 грама пченка, Добро. 100 грама наут или леблебија. Добро. Користевме црвен граф, исто околу 100 грама, пола крставица, неколку маслинки и шери доматчиња. Така. И Да. што ставивме на крај? На крај стававме балзамико крем, И споменавме дека може јаткасти плодови. јаткасти плодови, да, и одредени семиња доколку се љубители. Вака грубо гледајќи ја самата салата, можам да им кажам на гледачите може да има околу 350 до 400 калории и отприлика околу 40 грама протеини. Така. Да, што ја прави доста голем извор на протеин за време на постите. Така. И што нешто сакав да те прашам за време на постот кога доаѓа до пад на енергија. Добро. Не се чувствуваме доволно најадени. Што може да ја крене таа енергија, а сепак да биде во тие нутриционистички намирници. Јасно. Можам да кажам првин зошто им најчесто им се случува за време на постот пат на енергија, тоа се случува заради голем внес на прости шекери, од пецива, чоколади и нездрави намирници. Имаме големи амплитуди на зголемување на шекерот, односно најна се зголемува, па имаме лачење многу на инсулин, па шекерот нагло паѓа и добиваме тој замор. Нели кога јадеме треба после тоа да имаме енергија, најчесто Така. ќе се случи да ни падне енергијата. Да. Тоа може да го решат нашите гледачи со тоа што баш ќе прават ваков тип на оброци кои што ќе се свежи, првен да користат свежи намирници во постот, затоа што самиот организам нема да се оптовари толку со варење на храната со преработка, да не биде процесирано, кога ќе речам процесирано, да биде премногу термички обработено или во самото производство да биде со премногу адитиви, конзерванси храната, затоа што нашиот организам уште повеќе се мачи да ја преработи истата и затоа имаме пат на енергија. Моја препорака е да јадат свежи намирници, општо за постот, значи зеленчук и овоше, а кога станува збор, кога не е време на постот, да јадат намирници како што се ферментирани производи, кисело млеко, јогурт,
Јајцата ќе се надоврзам сега за Великден, бело месо, риба, морски плодови, таа е храна која што за нашиот организам е лек и здравје. Се останатото што е процесирано и термички премногу обработено, знае да ни наштети, ајде да кажам со еден збор. Така. Ти благодарам што ни подготви една нутритивно богата салата за време на овие денови. Ние секако ќе ги најавиме тука рекламите. Владимир останува, само најавуваме реклами и повторно се враќаме во студиото да го продолжиме разговорот со нашите денешни гости. Останете со нашата програма.